Зошто на протести? За слобода, за демократија, за нормално живење. Затоа што мора да ни се слушне гласот, затоа што работиве отидоа до крај, нема враќање сега. Зошто на протести? Па, за да повлече Иванов пред се одлуката за аболиција на криминалците во Македонија, за да се повлече одлуката за закажување избори на 5 јуни, за да завладее правната држава во Македонија, за да се вради слободата и правдата во Македонија, за се да биде поинако од ова што сега се случува во Македонија. Затоа што ситуацијата не полека, забрзано станува неиздржлива и таква е веќе подолго време. На сите полиња. Се повеќе и луѓето генерално, а и јас лично гледам дека има се помалку перспектива во ова наше општество и мора нешто да се промени. Јасно е, заради тоа што оваа држава мора да се ослободи од криминалците во власта и затоа што конечно Македонија треба да биде слободна држава во која што ќе владее правото, во која што ќе владее демократијата, човековите права и на крајот луѓето ќе живеат среќно и слободно. Бараме да се одложат парламентарните избори. Јас денеска напишав една порака. Многу ми е драго и што лидерот на СДСМ кажа дека она што ја го мислев пред некој ден го напишав, дека додека не се одложат изборите и Велјановски не ги повика пратениците на собрание да ги одложат изборите и додека аболицијата не ја повлече Хорхе, нема да одиме на преговори во Виена. Пошто гледаме дека Хорхе се прашува како правно да го реши тоа, јас денеска му напишав и текстот за како треба да го демантира, да смени таа одлука е, ја менувам ова одлука поради тоа што објавената одлука во службен везник ја прогласувам неважечка. Кратко и јасно, со 3 збора, не треба правници, не треба ништо. Треба желба и да се почитува овој народ што излегува тука. За правда. За право на народот. За правна држава, за битка против корупцијата и криминалот, за слободно новинарство, за транспарентност, за деполитизација на судство, за деполитизација на администрација, за права на сите млади и за демократија.